Се уште не е извршена комплетна дистрибуција на квалитетен инсулин во инсулинските аптеки на нашата држава. Од Министерството за здравство вчера ветија дека денеска проблемот ќе биде затворен, односно диабетичарите ќе го имаат потребниот лек. Ситуацијата ќе се пролонгира до понеделник, јавуваат од Министерството, а до тогаш во некои аптеки ќе недостига еден вид на инсулин. Дистрибуцијата на инсулин е завршена во сите региони на Македонија, односно и во завршна фаза е дистрибуцијата на само еден вид инсулин, кој исто така ќе биде достапен заклучно со понеделник. Сите останати видови инсулин се веќе достапни за пациентите. Здруженијата на диабетичари веќе се заканија со кривична одговорност до Агенцијата за лекови и медицински средства, Малмет, поради инсулинската криза во која се впуштени веќе подолго време. За живот се работи, велат од Асоциацијата за детски диабет на Македонија, Баланс МК. Секој одолковлекување, релативизирање и слични видови на аргументација за нас ќе бидат повеќе од јасен одговор, после кој ќе бараме прецизна морална и кривична одговорност. Оти овде во овој сегмент на вистина за животот се работи. Од Здруженијето за заштита и едукација на диабетичари БУФ за телевизија Нова потенцираат дека она што им било ветено од владата, барем досега ништо не било изреализирано. Здруженијата меѓу себе комуницираме и работиме, меѓутоа тука не треба ова да го решаваат здруженијата на граѓани. Овде треба конкретно да земе, ние имаме нова власт, имаме премиер, имаме нов министер. Новиот министер се залагаше дека ќе ги реши проблемите. Бевме повикани на разговор, ни беше само климнато со глава да све ќе се реши, ништо не е решено. Пациентите се загрижени дали во нашата земја се увезува квалитетен инсулин и дали од агенцијата гарантираат за безбедноста. Тие велат дека кај нас нема начин како да се провери квалитетот на лекот. Во Македонија нема инкубатори за мали дечиња, не верувам дека имаат лабораторија за испитување на инсулини. Така да ние не можеме инсулините да ги донесеме, не па да имаат лабораторија за испитување. Лично моje мислење е дека тоа е само купување на време, ништо повеќе. Така да нека излезе и агенцијата, нека ме демантираат, нека се произнесат со факти дека не е точно дека имаме лабораторија. Директорот на агенцијата Роберт Бекировски кажа дека спровеле редовни контроли на новите инсулини. Беа инспектирани специфичните услови на транспорт, чување и дистрибуција. Овие инспекциски мерки се употребуваат без оглед дали се работи за лекови од паралелен увоз или за лекови со редовна набавка. Земени се примероци од инсулините за анализа и испратени се во акредитирана лабораторија за определување на содржината на активната супстанца. По добиените резултати од анализите, дадено е решение за пуштање во промет на испитуваните серии лекови. Недостаток на инсулин не е ништо ново за диабетичарите во земјава. Тие веќе неколку пати реагираат дека во аптеките не можат да ја набават терапијата што им е потребна за третирање на болеста, а со тоа уште повеќе им се отежнува состојбата и се преморани да шетаат од една во друга аптека.